чекам само со ова, не можам да се смирам. Бегаш само како мислиш да те стигнам. Baby, не сум тука да си играм. Арогана, али тоа е окей. Се прави важна уште од првиот ден. Вајбо на реплей. Се молам ова да е вистина, да не е фейк. Фейк како мелодија. Низ град со ки. Во која улога се има пронајден од JJ најмногу? Па веројатно најмногу како автор ме знаат, како композитор и музички продуцент. Иако многу луѓе што днес да речеме од музичка индустрија има, веројатно ме знаат како пејач. Што не знаат уствари дека ја во животот може да сум испеал 20-30 песни, а сум напишал 800, така да повеќе сум композитор него што сум пејач, многу повеќе. Дали вие ја одбравте музиката или таа ве одбра вас? Мислам дека знаев уште од дете. Уште од дете јас бев решен дека сакам да се занимавам со музика, сакам да пишувам песни. Уште во 4-5 деление правев првите стихови и пишував. На 15 години веќе се пријавив првпат на Макфест и ме примија како дебитант. На 16 години кога се пријавив веќе победив на Макфест, така да мислам дека од мали нозе од дете јас правам песни и бев одреден дека сакам да идам во оваа индустрија. Вие имате правено музика во златните години на македонската музичка сцена. Така ли, не се сега златни? Мислам, беа дефинитивно ќе кажам дека најголемите хитови што ден денес ги слушаме и ние како генерација се направени во тие години. Добро. Така да што е фер се, тие се златните години, според мене бар. Да. Што мислите дека имавте вие тогаш што ние немаме денес? Неколку работи се сменети. Прво, музичката индустрија е сменета. Значи, порано беше фокусирано на помал број песни, помал број на автори и пејачи и добива поголем публицитет. Сега сето тоа е расплинато и нема фокус на ништо за да публиката им скрене внимание. Значи, ова е проблем и во светската естрада, не е само тука. Задните мега звезди како Джастин Бибер, Тейлор Свифт, Ариана Гранде, Селена Гомес се генерација од појавени 2008-2009, од тогаш такви мега звезди немаме. Порано све беше базирано на телевизија или радио. И една песна кога се пушташе, утре сите ја знаевме. Така да таа моќ падна кај медиумите и се расплина тоа на YouTube. YouTube имаме секојдневно на Spotify, на илјадници песни што излегуваат и веќе публиката нема фокус што да слушне. Дури не ни знае дека излегаат и затоа не може да се направат нови мега звезди. Се уште стадиони полнат бендови од 90-тите, и уште и порано, како и раните 2000-ти години. Тоа е исто што се деси кај нас. Значи, ние имавме многу голема медиумска моќ. Јас кога бев твои години, јас знам кога се појавев на една национална телевизија, утре ден ако се возев во автобус, сите ме гледаа. Да. А сега ако се појавиш нема никој да знае дека си ти тој. Значи многу беше популарноста беше екстремно голема. Јас се сеќавам кога бев 16-17 години со групата Магија, ако поминевме поред основна школа и они да имаат мал одмор, тоа беше цело школа трчаше на кај нас. Бегавме од деца зашто ќе од денаш ќе не разгушкаа 100 деца. Вие бевте дел од македонските Backstreet Boys, значи вие сте влегле на македонската естрада со нешто ново, нешто свежо, чисти стил на коса, различен стил на музика. Чија беше идејата за формирањето на Магија и како се случи оваа група? Па, да, јас секогаш сакав да имам бенд, но не сакав да имам класичен бенд. На крајот на 90-тите, генерално 99% од бендовите во Македонија беа онака класичен, или бубњеви, бас, гитара, синтесајзер, пејач. Јас не сакав таков, иако бев во музичко, јас сакав да имам бенд кај што ние ќе пееме и ќе играме. Така да први бевме јас и Дамјан, еден член исто од Магија, кој решивме да создадеме таа група од 4 машки кои ќе пееме и ќе играме. Бевме, многу беше смешно, пошто јас во средно музичко тоа време сите има разни бендови, а ние доле ке балерините беше во хореографија.
на сите со инструменти, ние со денсање. Како се вика, али ете, затоа направивме некои оставивме некои, значи, добри сеќавања и меморија од тоа време, иако не траевме многу, за жал, траевме само 3 години. Значи, ние сме го работеле на секој инструмент да звучи и да остаи тој впечаток. Еве, ако слушнеш и старата верзија на Магија, не знам дали ја знаеш. Ја знам, дефинитивно. Може да знаеш со новата. Ета, кога ја слушнеш тој инструмент, тој е еден таков за таа песна и ниедна песна го нема. Значи, ние сме работеле на специфичен саунд. Не сум сликар кола да те нацртам, немам дозвола со кола да те превозам, но можам за... Продуцирата многу македонски хитови, меѓу кои е една песна која навистина ден денес ја слушам и вчера ја слушав од Елвир Мекич, Некаде после 2. Како дојде креацијата на таа песна или општо каков е креативниот процес кога работите со некој артист? Па секој артист си има свој стил. Ја многу сакам со артистот да работам, да видам неговата енергија и таа песна да ме потсеќа на него, да му одговарат. Не сакам артисти у стилот ај направи ми демо и прати ми ја да чујам. Да. Сакам да дојде у студио, да помуабетиме, да послушаме музика, да го прашам која е таа песна што сега ти би ја пеела на една голема сцена и би се замислила како ја пееш, значи тоа е тој стил што највише ти одговара. И онда така ќе најдеме приближно стилот. Да, јас на Елвир му ги правев буквално сите песни. Он ги пишеше текстовите, јас правев музика и аранжман. Он издаде скоро 3 албуми. Некаде после 2 морам да те разбудам, касно е, но што можам, јас без тебе умирам. Дали имате некој ваш успех што го немаме спомнато во интервјуто што навистина ви држи посебно значење? Па добро, во тоа време беа фестивалите многу големо значење, беше големо значење Евровизија. Јас неколку пати бев, прв пат бев со Тоше Проевски на Евровизија, после бев со Next Time и после бев дел од авторскиот тим на Владко Илиевски. Тие би ги издвоил како моменти од мојот живот, нели, што имале во тоа време значење. Бев најмладиот автор кој бил на Евровизија во тоа време. Исто и на младиот кантавтор што пеел на Макфест и победил со своја песна. Тоа што прерасна во менаџер, нели, работев го менаџирав Слаткар, со него, не сакам да кажам го открив, он си беше откриен, само јас му помогнав од малски рапер да стане звезда број 1 во тоа време. Имам сила покрај се, јас да победам, имам крила високо, да полетам. Ми е драго што работев со Елвир Мекич од самиот негов почеток, со Next Time исто што ги најдов заедно со Христијан, се вика Car Wash, беа гараж бенд, им го сменивме името, им ги направивме Next Time. И како се вика, драго ми е што со Тони Зен исто го најдов 2004 година и почнав со него да работам. Тогаш он беше малце по-хардкор рапер, го убедив дека треба да биде мејнстрим. И ред други пејачи што сум работел со цела естрада, така да. Тие беа годините кога Макфест на некој начин го изгуби својот препознатлив сјај, значи Макфестот секогаш бил фестивал каде што најдобрите песни, најдобрите изведувачи настапуваат. Тие години јас навистина, бар јас баш кога израснував, значи од мои 8 години до, да кажеме, 13, јас ништо не памтам, Макфест не ми беше мене спомнато, јас го знаев Макфест од порано. Ми се знаев сега. И дефинитивно мислам дека годиниве се врати. Младите сакаат да гледат, сакаат да видат новата музика со новите изведувачи како Лара, Пајак, Јан Дадис, има вратено тоа. Па мене тоа ми беше целта, јас викам тоа фали. Не фали, викам убаво да имаш ти од сите генерации, ама не може да ги немаш нешто се тренди, пошто и Каролина пеела на Макфест на 13 години, значи Тоше пеел исто на 16-17 години. Јас сум пеел, значи многу сме почнале како млади. Така да ти треба новите звезди сега што ги сакаат децата и што ако тука да се на оваа сцена, а не да ги забораваме и све да се сеќаваме и по носталгијата, знаеш. Мислам, сето тоа е добро, традиција и носталгија ќе има, но треба да има и нешто ново, пошто сегашните хитови, сегашните звезди еден ден ќе бидат
нели легенди и после 20 години ќе ги викнеме на некоја јубилејна година, ама ќе означат едно време, како и јас што сум означил, така и Паја ќе означи едно време од Макфест. Дали мислите дека има некоја формула за нови артисти за успех? Дали мислите дека треба да се фокусираат на емоција, на технологија? Дали мислите дека има некаква формула за да успее еден артист? Јас кога бев во Лос Анџелес во LA Film School, викам на тој имавме кога некои советници за од самото школа да ни помогнат како да влеземе во индустријата. И јас викам која е истото? И он ми вика, тоа исто кога ме прашаш кој е најдобар начин да си најдеш жена, дали ги најдеш у кафич на Инстаграм или око. Значи нема, али треба да се фокусираш на се. Значи нормално дека треба во секоја песна да има емоција и да е праена до секунда да биде добра. Тоа е една работа. Втора работа е пласманот на таа песна, е исто многу битен. Не е само да одиш да аплодираш на YouTube, тоа не е промоција на песна, тоа е ништо. Тоа исто како да треба многу стратегија, маркетинг и 300 работи да работиш на тоа, зашто ако направиш песна, не ја испласираш исто како да не си ја направил, така да ќе ти пропадне. Што е идниот план за Макфест? Имам многу идеи, пак ќе речам, јас ги нафрлам. Нешто ќе ми помине, нешто ми викаат чекај, не сме спремни за тоа. Мислам дека Макфест треба многу повеќе да им се доближи на младата публика. Иако некој ќе рече, ама чекај, па сега тоа не е Макфест е фестивал, да, ама ние мора да ги следиме трендовиве и мора да следиме што се случува ако сакаме да добиеме публицитет. Значи треба сите да се инволвирани, како што било во 90-тите сме биле сите инволвирани, затоа имал успех. Значи не е само доволно да викнеш 20 пејачи, да испејате толку, има многу работа и многу тим. Јас сум сега во средна школа, така да додиме назад маца на тие години. Кажете ми како ви беше поразличен животот тогаш од колку што е сега? Па беа многу различни. Јас кога бев средно немавме уште телефон и интернет, така да бевме повеќе насочени. Затоа и тоа допринесе за вако. Например, јас памтам кога бевме со Магија, кога почнувавме, нели му се јавуваш од домашен телефон на домашен телефон и ајде се гледаме музичко 2 сат и се гледаме и немаме потреба на Инстаграм да одиме, не знаеме кој каде сме, само ние четворица и што ќе правиме? Ќе вежбаме цел ден, ќе правиме песна. Значи немаме дистракција од цело време да ни се јави некој секој 5 минути да ни шерне нешто, да ни кликне, да ни лајкне, па да вако немаш да имаш фокус на една работа и таа работа ќе заврши како што треба. Сега имаме фокус, сега ни јас не сум фокусиран, пошто цело време пипкаш телефон, некој ти пишал и јас сега не можам толку да ги завршам добро работите како што сум можел, пошто не сум фокусиран. Така да беа различни, али како да ти кажам, секогаш златните години ќе се бидат на тие што биле тогаш во средна школа. Сега ти си имаш твоите златни години. На твој начин треба да си ги живееш и да уживаш во нив. До мене имам куп картончиња со прашања од средношколските денови и ќе треба да извлечете едно и да ми кажете да го одговорите. Ако можеш да се вратиш во средно само на еден ден, кој ден би го избрал и зошто? Па од средна школа, пак ќе ми е поврзано со кариера, веројатно би го избрал денот кога, што знам, дознав дека ќе пееме на Макфест со Магија. Беше некаде околу 1 мај. И знам у школа се гушкавме, дека ќе настапи на фестивал, беше тој Ептен Престиж, така да. Да. Чај да ми текна, можеби кога сум ќарил некоја девојка, да. Да, некоја средношколска љубов. Може?